Почитуван председателе, почитувани пратеници, почитуван председател на владата на Република Македонија, почитувани министри, новинари. Би сакал со задоволство да констатирам дека добив еден добар одговор на моето пратеничко прашање во однос на една многу значајна странска инвестиција која веќе и отпочна со градба, се работи за ОДВ Електрик, едно од најреномираните странски германски инвестиции во Охридско-Струшкиот регион, кој после долги години на мачна транзиција и криминална транзиција во Охридско-Струшкиот регион имаме реална можност на вработување на 1000 лица. Моето прашање беше упатено до премиерот на владата на Република Македонија, а се однесуваше до потпишуваниот договор за изградба на фабриката за технолошко-развојната индустријска зона Охрид-Струга и одлуката да се отпочне со градба. Ја имав таа чест да присуствувам на камен темелникот и во говорот на германскиот амбасадор беше назначено дека Република Македонија е единствена земја во светот со која Сојузна Република Германија има трговски дефицит на повеќе милиони евра. Тоа е значаен момент. Нема да ги назначам моментите на doing business, на растечката економија и сите. Јас уште еднушка, пошто гледам горе има многу заинтересирани новинари, ќе покажам една слика. И пишува, ваква слика СДСМ нема 20 години нова инвестиција во Охрид. Слободно видете. Ве молам за дополнително прашање. Парламент, ве молам за дополнително прашање, почитуван премиер, докаде се активностите околу втората инвестиција Костел, тоа е втора значајна инвестиција во Охридско-Струшкиот регион, со кој охриѓани и стружјани значително ќе си го најдат својата иднина, нема да има повеќе иселувања, очекувам некаде околу 1250 вработувања, за напорите кои владата на Република Македонија ги прави околу нови странски инвестиции и привлекување. Вие имавте едно интервју пред 2 недели на национална телевизија, каде што експлицитно објаснавте за напорите на владата на Република Македонија за привлекување нови странски инвестиции, а само пред неколку дена објавивте и нови странски инвестиции. Доколку сте во можност, би сакал да ми одговорите на ова прашање. Ви благодарам. Благодарам на прашањето. Точно е дека компанијата ОДВ Електрик веќе вработи сериозна бројка на луѓе и ја започна во браунфилд инвестиција, значи во постоечка хала. Ја започна исто така градбата на својата нова фабрика во технолошко-индустријската развојна зона Охрид-Струга. Планот е таа да биде завршена некаде крајот на мај, почетокот на јуни. Пошто сите сега вработени и оние кои ќе се вработат до тој период во ОДВ Електрик, во постојната хала во која функционираат, ќе се префрлат во новата фабрика и таму ќе продолжи вработувањето на другите луѓе. Планот е, како што знаете, да се вработат 1000 лица во оваа фабрика и тоа се директни вработувања. Значи, покрај директните постојат и индиректни вработувања, но ова се директни 1000 вработувања. Покрај ова, како што веќе знаеме, следува потпишувањето на договорот со Костел, кое што треба да се случи во наредните месец до месец и пол. Веќе се утврдуваат датумите, има и веќе прелиминарни датуми, но не би соопштил додека самата компанија тоа не го направи. Таа ја донесе за инвестирање во Македонија, ја објави одлуката во јавноста. Веќе се подготвува за браунфилд работење и се подготвува веднаш по потпишувањето на договорот неколку месеци потоа да ја почне изградбата на нивната нова фабрика во технолошко-индустријската развојна зона Охрид-Струга. Тие исто така како и ОДВ Електрик ќе вработат 1000 луѓе и тоа ќе бидат директни вработувања.
Покрај тоа ќе има и дополнителен број на индиректни вработувања во компаниите кои што ќе бидат нивни соработници, партнери, добавувачи. Очекувањата се дека градбата на Гринфилд инвестицијата ќе се случи некаде во наредните месеци, крајот на јануари, помеѓу крајот на јануари и почетокот на мај. Тие точно ќе го соопштат датумот на почнувањето на нивната фабрика во моментот кога ќе бидат во Скопје на потпишувањето на договорот со нив. Значи, можем да кажам, работите одат согласно планот со овие компании, без некои сериозни доцења или пак менување на плановите. Се работи за две германски компании во делот на производство на делови за автомобилската индустрија, одлично етаблирани на пазарот на делови за автомобилска индустрија, кои ги снабдуваат најголемите брендови на автомобили во Европа и пошироко со делови кои што тие ги произведуваат и ќе ги произведуваат во технолошко-индустријската развојна зона Охрид Струга. Како што кажа, засега работите одат добро. Паралелно со ова, владата инвестира и работи на дооформување на зоната во смисла на доизградба. Така ни е и договорот и со ОДВ Електрик и со Костал, дека до завршувањето на нивната фабрика, односно до моментот кога тие ќе треба да се вселат во фабриката, што е точно утврден момент во нашиот договор, ќе биде целосно готова технолошко-индустријската развојна зона во смисла на нејзина инфраструктура, во изградба на внатрешен пат, во изградба на водоводи, канализациони мрежи, оградата околу зоната и се она што е предвидено во проектот за изградба на зоната. Така што засега ниту ние имаме забелешка за она што е договорено со нив, ниту тие имаат некоја забелешка во врска со она што е договорено со владата. И двете страни ги исполнуваме нашите преземени обврски и работите течат според утврдената динамика. Јас се надевам дека некаде во мај-јуни ќе бидеме сведоци и ќе бидеме среќни да го видиме отварањето на новата фабрика на ОДВ Електрик, која веќе се гради таму, а дека во периодот на првите неколку месеци од следната година, во првиот квартал веројатно, ќе започне и градбата на новата фабрика во оваа зона на компанијата од Германија Костал, а во меѓувреме таа ќе почне да вработува, како што кажа, во браунфилд инвестиција, односно во една од постоечките хали кои се наоѓаат во Охрид, така да времето нема да се губи. Тие ќе донесат машини наскоро и ќе почнат со вработувања. Тие веќе вршат селекција на потенцијални вработувања, на првите вработувања. Ќе следуваат тренинзи на вработените, пошто ќе почне и производството на оваа компанија. Ние работиме и на други компании за овој регион и за каде што се Охрид, Струга, Вевчани, Дебарца или ако сакате и поширокиот регион од ова, така што во добри преговори сме, во понапредни преговори сме и со други компании. Во овој момент не можеме ниту да соопштиме ниту нивно име, ниту пак да ветиме, но работиме со сите сили, работиме со целиот расположлив капацитет да ги убедиме да дојдат и да инвестираат во Република Македонија, да инвестираат во Охрид, но и многу други компании со кои што работиме да инвестираат низ другите градови и населени места ширум Република Македонија. Благодарам.